Добри дојде во студио за Радмила Шеќеринска, заменик председател на СДСМ. Деновиве листите за избори се прилично тема, жешка тема, топ тема, предмет на дебати, на анализи, критика, има и подршка од некого. Може ли да објасните улогата на овие листи, причината зашто се направени овие изборни листи, каде многу од луѓето, всушност, огромниот дел од нив се непознати за јавноста? Која беше поентата воопшто? Мала корекција, ако ми дозволите, инаку благодарам за поканата. Најголемиот дел од луѓето се, би рекла, нови во политичките води, но многу познати и признати и во својата средина, и во јавноста. Меѓутоа, факт е дека негде околу 5% од листата се луѓе кои што досега биле пратеници. И тоа е таа голема новина. И тоа е според мене крупниот исчекор, крупниот чекор напред кој што како партија го направивме. Уште минатата година, кога бевме избрани како ново раководство на Социјалдемократскиот сојуз, ние бевме свесни дека јавноста во Македонија испраќа две пораки. Прво, дека македонската јавност бара промени во државата. Тоа е несомнено, повеќе од 2/3 од граѓаните велат дека на Македонија и требаат промени. Меѓутоа, втората порака која ние испраќа нам како опозиција е дека за да ја менуваме државата, прво треба да покажеме дека сме способни себе да се менуваме. Не беше потребно само председателот Бранко председателот на партијата, мислам се разбира. Ние имавме ново раководство. Да. Но тоа е еден чекор. И луѓето ќе речете, па лесно е нови луѓе да избереш. Ајде да видиме дали ќе дадат и некој нов пристап во водењето на политиката. Затоа вториот чекор кој што го направивме е да инвестираме многу во нова понуда. Програмата да ја вратиме средната класа беше наш главен проект во изминативе месеци, да покажеме на граѓаните дека сме тука не заради себе, не заради СДСМ, не заради 42 пратеници или не знам колку партиски луѓе, туку дека сме тука да нудиме решенија на проблемите. И се ова е убаво кога го кажуваме, ама луѓето постојано во позади се прашуваат дали тоа го кажуваме како парола или реално тоа го мислиме. И честопати велат, не ме слушај што зборувам, гледај ме што правам. И па ние со овој гест, со овој нов пристап, со еден навистина голем чекор, поинаков чекор во правењето на кандидатските листи, сакаме да им покажеме на луѓето дека тоа што го зборуваме е нешто во што искрено веруваме, дека сме спремни, и дека сме спремни тоа што ќе го ветиме да го реализираме. Најочекувано од јавноста, од СДСМ, од нашите политички противници беше првите луѓе во раководството да бидат носители или на листите на СДСМ. Да. Тоа е типично, така? Ајде од вас да тргнеме. Зошто вие да се откажете политички? Сте едуцирана, имате искуство, веќе стекнато, се работи веројатно и за талент како многу политичари од ВМРО-ДПМН, но со тек на времето многу од вас, СДСМ или ВМРО-ДПМН се едуцирали. Слично, например, Антонио Милошевски, која би се откажал, би била штета голема, веројатно, за политичкиот живот во Македонија, без разлика дали делите еднакви политички ставови. Замислете да зборував сега овде пред вас за нов пристап, за нова политика и за нови принципи на СДСМ, а при тоа јас сум на листите, а некои други не се. Колку вие ќе ми верувавте? Колку ќе ми верува тие луѓе? Колку на крајот на криштата ќе ми верува и членовите и симпатизири на СДСМ, но и на граѓаните? Ќе речеа, да, лесно е, нови луѓе, ама и ти си тука. И ние сме свесни, и бевме свесни, дека за да јавноста биде сигурна, дека ова што го правиме не е парола, не е тактика, не е трик или финта за да ги убедиме, еве, ние се менуваме, туку дека сме подготвени да тргнеме во таа промена и од себе, моравме тоа да го направиме, да кажам, со чиста и јасна порака. Не е ли жртвување на политички кариери? Јас, знаете како, непријатно, мислам дека ќе ни биде да зборуваме за политички кариери во ситуација кога велиме дека политичката иднина на оваа држава е загрозена. Што е битна мојата или не знам чива политичка кариера, ако велиме дека Македонија за 4-5 години може од внатре да ни се распада. Како вие ќе се борите ако не сте во арената, онаму каде што би требало има политичка дебата, тоа е парламентот? Значи, две беа пораките.
и сега ќе ми дадовте шанса и за уште една порака да зборувам. Значи, нам ни беше битно да испратиме порак дека и Македонија и ние сме подготвени да се менуваме на подобро. Мора да испратиме и другата порака. Дека како раководство на СДСМ веруваме дека оваа власт може да падне. И дека тој мит на непобедливост е мит како што се покажа во центар минатата година и како што сметаме дека и на овие прво председателски, а потоа парламентарни избори ќе покажеме. Парламентот е многу важна арена за политичка битка, но не е единствената. Ние на листите овој пат ставивме на вистина нова понуда, нови луѓе, искусни, но нови во овие политички врвни води, но и луѓе кои што се подготвени да бидат идни пратеници во Македонското собрание. Ние досега имаме пракса, раководството, па и на СДСМ исто било, и на ВМРО ДПМН ќе оди на листите, граѓаните гласаат за нив, но еве, раководството на ВМРО ДПМН не влегува во парламент, туку тие заминуваат во влада. Ние велиме луѓето кои што планираме дека треба да бидат идна власт во оваа држава и да имаат извршни, а не законодавни позиции, дека не треба да играат те на едното место, те на другото место. Значи, честна понуда, граѓаните да знаат кои ќе бидат нивните пратеници. А не денеска си пратеник, 2 дена си пратеник и потоа даваш оставка за да бидеш министар. Како ќе дознаат граѓаните? Вие долго време критикувате, кога говорите за медиумската сцена, велите дека станува збор за провладени медиуми и реално фактите велат дека голем број од критичките медиуми се или затворени или трансферирано е собствеништвото во раце на коалициони партнери, отворени, јавни, транспарентни или не. Како ќе дознае јавноста кого нудите? Како што споменав, иако предизвикаа доволно внимание листите, мислам дека како никогаш досега голем дел од македонските граѓани и преку социјалните мрежи и директно или индиректно дознаа кои се кандидатите. И реално имаме од многу општини, во многу локални средини, многу позитивни реакции од луѓе кои велат, да, не само што имате нова понуда, не само што гледаме одредена промена, туку гледаме луѓе кои ги познаваме, кои се докажале, некои помладите и немале толку шанса, ама сите други се многу искусни во сферата од која што доаѓаат. Значи тие доаѓаат од внатрешноста на Македонија. Не, исто има и Скопје, се разбира, да, но... и нашите листи во единица и во двојка се од луѓе кои што се во Скопје. Добро, јасно, говорам за другите. Да, тие другите, секој доаѓа од својата општина. И се разбира, освен носителите кои што ќе ја носат целата листа, но имале и шанса за своја промоција. Така што тие се искусни, јавноста ги знае, факт е дека ќе имаат ограничен пристап до медиуми. И тоа на сите ни е познато. Сите функционираме во ненормална средина. Може би да имавме ние пристојна медиумска сцена. Ние не ја критикуваме јавноста, ја критикуваме власта што ја угуши медиумската слобода. Да имавме нормални околности, може би вакви потези од наша страна немаше да бидат неопходни. Ке имавме прилика директно да и се обратиме на јавноста. Меѓутоа, во вакви ненормални околности, бевме свесни дека крупен чекор може да го забележи јавноста и да го цени како нов, како чесен и како знак за промена на подобро. И заради тоа апсолутно немавме дилеми дека, како велите, политичките кариери биле под знак на прашање. Ви велам, што политичка кариера ќе имаме во држава во која пука по сите шевови. Добро, ајде да видиме што велат критичарите. Има различни теории зошто ова сте го направиле со изборните листи. Првата, се подготвувате за бојкот на изборите. Одам една по една, да не ги кажам сите. Прво ќе ги кажам дека сите имаат еден чадор, а тоа е дека сите доаѓаат и се стимулирани од различни провладени кругови и различни провладени или владени медиуми. Факт е дека им требаше 15 на минути, прво беа шокирани, во изминатиот месец дена што не прочитавме од истите тие портали. Кој од нас ќе бил носител, на која листа, дека сме се скарале дали едниот или другиот да биде во единицата, дали едниот и другиот да биде во четворката. И одеднаш замислете, лажат и лажат 3 месеци и одеднаш се паѓа во вода за 3 секунди. Добро, мора да излезат со нова сторија. Има бојкот или нема? Една од овие беше бојкотот на избори. Па ние планиравме да водиме политика на бојкот, немаше да се враќаме во парламент. Немаше сега да се подготвуваме на избори. Ние сметаме дека оваа власт може да биде поразена со сета манипулација која што ја прави.
ние ќе се трудиме да ги искористиме сите инструменти кои што ни се на располагање за да ги поразиме. И во тоа поддршка ќе имаме од велам јавноста која што е генерално незадоволна. Сега власта не води кампања, да, тие водат кампања колку се добри, ама знаат дека таа многу не функционира. Нивната главна кампања преку овие купени медиуми од наши пари е да испратат порака до граѓаните дека нема шанси ништо да се промени. Да ги обесхрабрат и да ги натераат да останат дома. Затоа е оцрнување на опозицијата, и да победат овие исто ќе биде лошо. Го спомнавте карањето во СДСМ дека пишувале одредени медиуми. Како го примија тоа луѓето кои до вчера седеа во парламентарните клупи? Мислите како ја говорам за изборните листи, да. Знаете како, за разлика од ВМРО ДПМН, ние реално на нашите органи водиме дебата. И секој предлог има аргументи за, има аргументи и против. Факт е дека после таа дебата едногласно ги поддржавме ваквите листи. И тоа за мене е плюс во партијата. Не е минус. Предпоставувам, еве јас сум била во таква и сум во таква ситуација, не е лесно денеска да си пратеник или одреден функционер, а утре да не бидеш. Ама што ќе работат тие луѓе? Само да кажам, во моментот кога влегувате во политика, со тие работи мора во главата да расчистите. Дека ќе бидеш, ќе одиш напред, ама во еден момент и нема да бидеш кандидат. И дека тоа не е крајот на светот. Сум била председател на партијата и јас се сеќавам кога многу мои колеги се шокираа зашто сум давала оставка, мислев дека така треба. Да покажеме на своја кожа дека не сме венчани за нашите функции. И стварно е тоа така. И јас мислам дека, иако на сите, предпоставувам, не им е лесно, тоа што го повторуваме 100 пати, дека во ова сме влезени заради Македонија, или дека во ова сме влезени за да СДСМ и опозицијата победи, тоа треба да го покажеме и на дела. И мислам дека тоа сите мои колеги, вклучително и јас, ќе го покажеме на дело, дека работиме и тогаш кога не сме на листите. Дека работиме и тогаш кога не е за нас, туку за некои други. Ама најважно од секога е за тоа за интересот на мнозинството граѓани во оваа држава. Што ќе работат тие луѓе? Може ли да имаат ли шанса да работат во партијата, оние луѓе кои сега не се на листите, а до вчера биле и имале важни функции во политичкиот живот? Еве, ова ќе ми беше многу тешко прашање да го одговорам ако јас бев на листите. И ќе ви кажам за себе. Секој од нас ќе мора и да направи и собствен придонес и собствен исчекор. Ние влегуваме во овие избори за да добиеме. И сите тие луѓе ќе бидат корисни за оваа држава. И сите тие луѓе дале до сега многу за оваа држава и за СДСМ. И тоа и голем дел од наши членови, симпатизери па и граѓани го валоризира. Меѓутоа не можеме сите секогаш да бидеме на истата позиција во првиот ред. Некогаш ќе бидеме во вториот, ама ќе работиме за нас заедно како држава. Добро, ќе беше многу полесно ако беше комунизам, па да владеете вечно. Па знаете како ова со 8 годишното владење на ВМРО ДПМН не е многу различно од комунизмот на кој ние се сеќаваме. Може би не сме доволно стари да се сеќаваме на сите епизоди, ама ваква контрола на медиуми, ваква контрола на се што се случува во државата, ваква окупација на институциите. Имам читано последниве денови неколку луѓе кои не се политички определени велат не постоела ни во комунизмот. И немам зошто да не им верувам. Освен голиот оказ. Веројатно, да, има разлики некакви. Имаме во Македонија има веќе политички затвореници, можеме да зборуваме за бројки. Меѓутоа, и кога државата има еден политички затвореник, таа не е демократска држава. А кај нас бројот на политички затвореници расте. Сти департмент изброи 3: Љубе Бошковски, Кежаровски и Шипович. Втората теорија, значи првата беше бојкот, втората како теорија на заговор се, но сепак се важни. Дека се подготвувате за техничка влада всушност, дека постои некаков интерес да дојде до техничка влада во Македонија, каде вие би се вклучиле, мислам, на опозицијата, и заради тоа не сте на пратеничките листи. Причината зашто би имало техничка влада е всушност решавање на името. Еве ќе ги тргнем настрана сегашните избори. Предолго ја слушам таа приказна или сценарио за техничка влада
Еден од нив е и професорот Фрчковски во интервју за Нова, тоа го... И од прв момент не верувам во таа теза. И не сакам да одам во многу детали, меѓутоа мислам дека си го губиме времето кога ги правиме анализите вака мотивирани како што вие кажувате за да се решава името. Мислам дека е тоа нереално. Единствено што би можела во Македонија да заврши една техничка влада, и тоа би било корисно, да бидам искрена, тоа е да организира избори. Ама да организира фер и демократски избори. Тоа беше оваа власт, тоа не може да го направи. Тоа беше и тезата на професорот Фрчковски дека дека ја поддржувам, но во неа не само верувам. таква техничка влада може да гарантира фер и демократски избори. Не верував заради тоа што во ситуација во која ВМРО ДПМН има важен дел во македонскиот парламент како досега, знам дека никој од нив не е подготвен ни да направи фер и демократски избори, а камоли да поддржи техничка влада во која би организирала фер и демократски избори. Знаете како, имаше многу сценарија. И сите сценарија да се офира овој нов пристап на СДСМ се во функција на власта за да испратат пораката дека се ова само некоја нечесна игра. И јас ги сваќам тие колеги од ВМРО ДПМН. Тие никогаш не ни верувале дека во политиката може да направиш нешто, а да не биде за тебе или за интересите на твојата партија. Не веруваат. И во се трудат да најдат лоша намера за да го оцрнат противникот. Зар мислите дека некоја листа која што ќе излезеше од СДСМ ќе беше поздравена од ВМРО ДПМН? Секако ќе беше масакрирана. Така што, искрено речено, малку се трудиме да се занимаваме со нивната приказна, а многу повеќе со она што го слушаме од луѓето. Луѓето се изненадени од нашиот чекор, факт. И наши поддржувачи, и наши членови. Но знаете како, прво се изненадени, а потоа велат, покажавте широчина и големина која што луѓето ќе ја ценат. Затоа што на политичарите генерално не им се верува. И мора да направиш нешто со собствен пример за да речат, аха, стварно не калкулирале. Иначе најлесно ќе беше, ние претходно, дури од еден дел од јавноста која што, например, е проопозицијска, бевме критикувани дека ако одиме на избори, резултатот ќе биде не фер и недемократски избори, ама некои луѓе ќе бидат во парламент. И заради тоа си бркаме таков интерес. И таа паѓа во вода. Значи, сите сценарија кои што ни ги подготвуваше ВМРО ДПМН некако се ги изгледаат неуверливо. И тоа беше една од целите кои што сакавме да постигнеме. Македонија има потреба од новина. Ја нудиме новината, ја нудиме промената. И не велиме дека треба да почнат другите да се менуваат. Тоа го правиме почнувајќи од себе. Добро. Околу фер и демократски избори, постојано говорите ние одиме на победа, но ако има фер и демократски избори, главните стравувања всушност на опозицијата, на меѓународната заедница исто така дека фер и демократски избори тешко всушност дека има во Македонија, дека победникот се знае пред избори, дека станува збор за луѓе кои се плашат, кои се под притисок, корумпирани, уценети да гласаат за владеачката партија. На какви избори одите вие, на каква победа тогаш? Дали на што се надевате? Ако ме прашувате дали ова ќе бидат онака целосно фер и демократски избори, не. Значи, ние работиме на победа и покрај нефер пристапот од страна на институциите контролирани од власта и покрај многуте манипулации кои ги правеле и ги прават. Постојат информации, извештаи дека на луѓето им бараат слики од мобилен телефон, например, да како доказ дека гласаат за владеачката партија, дека само заради тоа остануваат на работни места или имаат ветувања дека ќе бидат вработени така натаму. Постојат и растат. И како што ќе се доближуваме до денот на изборите, ќе се зголемуваат. Списоци им бараат за 15 луѓе кои би гласале. Значи има пред нас. Сега јас зборувам. Вие сте тие што говорите за овие. Да. Прво ќе зборувам како човек од СДСМ и од опозицијата, а потоа ќе зборувам и како граѓанин на оваа држава. Ние треба да избереме како СДСМ по кој пат ќе тргнеме. Или ќе тргнеме по патот да се бориме и покрај злоупотребите, или треба да речеме дигаме раце и некој друг нека ја бие оваа битка. Сите оние кои што не се откажуваат од битката се дел од овој процес да бараме промени и покрај манипулациите. И свесни сме дека тие манипулации се случуваат и ќе се случуваат. И тие ќе бидат најбезобразни.
како со пустец, како со гасењето на лифтови во центар ќе бидат. Дека им бараат на луѓето да се попишуваат во листи, им бараат. Дека им велат, ај 3 месеци ти ќе работиш, па после 3 месеци овој другиов ќе дојде, само за да ги држат во неизвестност, го прават. Како граѓани, сега зборувам и јас тука, и ние имаме право на избор. Дали ќе се согласиме цел живот да живееме во ваква срамна, бедна и понижувачка позиција, некој да ме држи на конец и да ми дава малку да дишам, и лажичка една, само колку да ме држи во покорништво, или ќе речам не. И на денот на изборите тоа не можам да го кажам тивко, можам да го кажам скриена зад параванот. Но ќе ви побараат доказ за кого сте гласале. Има начини, значи доколку како граѓани речеме дека сакаме ова да се промени. Има начин тоа да се промени и еден може да гласа и да им покаже слика, а сите други да ја покажуваат истата. Мислам, постојат начини. Прашањето е само дали ќе имаме, како да кажам, и ние како опозиција и граѓаните, доволно организација, сила и решеност. Дека вака веќе не може. Неколку пати ја повторувам и сите ние ја повторуваме истата теза. Тие кои денеска мислат дека Македонија е подобро место за живење, па и тие кои живеат подобро денеска отколку пред 5 или 8 години, нека гласаат за власта. И сметам дека е фер тоа. Ама огромното мнозинство велат дека денеска живеат полошо или подеднакво лошо како пред 5, а многу полошо отколку пред 8 години. И тие сум убедена дека плачат за промени. Тие промени се можни на денот на изборите. Со сите манипулации кои што ги прави власта, во центар покажавме дека можни се промени. Македонија не е центар. Свесни сте за тоа. Знаете како, Македонија не е центар, ама Македонија може да биде центар. Се е во главата на луѓето. Значи центар не беше СДС Мовска општина по дефиниција. Ние во центар не сме власт локална од 96-та година. Значи ако таму можеше со додадени гласачи од пустец, со гасени лифтови, со лажење, се правеа, меѓутоа поддршката на јавноста се зголемуваше во секој нареден круг. И мислам дека и граѓаните на Македонија не треба да се подценуваме и да кажеме не се сите центар, сите се центар. Сите се граѓани и сите имаат право да гласаат. И може, доколку тоа е одлука на граѓаните да не бидат веќе робови во својата држава, тоа може да го покажат на ден на избори. Денеска ДИК усвои приговор на ваш приговор, на СДСМ приговор и после тоа се оди на прекршочна постапка за господинот Ѓорѓе Иванов. Мислите дека нешто тука ќе се реши, а пустец од друга страна, да, случајот со пустец беше отфрлен од страна на ДИК, токму и приговор беше тоа на СДСМ. Оваа власт одите преку институциите, да, и што ќе добиете? Оваа власт сите ја знаеме. И ако има една работа околу која сме сите неподелени во впечатокот, не зборам за опозицијата, зборувам за сите граѓани, тоа е дека оваа власт има многу пари. И јас сум убедена дека секој прекршок што може да го платат, ќе го платат. Ама лошите пракси кои мислат дека ќе им донесат екстра гласови нема да ги менуваат. И јас сум убедена дека мнозинството во ДИК ќе следи таа наредба на ВМРО ДПМН. Давај казни, има кој да плаќа. Ама не ги тргај гласачите од пустец. Има една работа која власта многу ја злоупотребува, а тоа е дека председател на ДИК доаѓа од опозицијата. Да, но не докажуваат до крај дека мнозинството членови во ДИК доаѓа од власта и дека практично најголемиот дел од предлозите зависат од тоа дали владата ќе ги прифати. Што ни се случи сега? Пазете, излеговме со список, огромен список на луѓе кои што се починати, а се уште на листите. Излеговме со списоци како овие во пустец на луѓе кои не се знае кој и зашто им дал лични документи. И ДИК вели, мнозинството одлучува, а мнозинството е власта. И тоа ќе продолжат да го прават. Ние ќе го тераме секој пат, значи институционалниот пат ќе го тераме до крај. Жалба до управен суд, за да ја покажеме, како би рекла, голотијата на власта. Знаете, оваа власт праќа пораки дека народ ги сака, така победуваат на избори бидејќи народ ги сака. Кој што победува на избори заради тоа што народот го сака, му требаат гласачи кои што ќе ги увезе преку ноќ од соседните држави. На кому му требаат? Кому му требаат вакви штосеви
и трикови, непринципиелни и незаконски водик. Само на тој кој знае дека довербата од народот ја изгубил, дека народот сака промена, ама тие решиле на такви начини да ги спречат во промената. Ајде околу аферите и скандалите. Вадевте неколку афери и скандали на владеачката структура, за на имотни состојби и така натаму. Подосна вам ВМРО ДПМН ви вадеше во време кога сте биле во СЕП, дека сте злоупотребувале пари, па потоа се испостави дека тоа не било време кога сте биле во владата, па подоцна беше и за сестрата на вашиот сопруг, па беше и имотната состојба ваша во прашање. Ајде тргнем од првата што ја спомнавте. Значи, 3 дена траја нивните пресконференции во кои излегуваа со некои фактури и најголемиот дел од јавноста мислеше дека тоа се фактури кои што се плаќани кога јас сум била вице-премиер или раководител на секретаријатот за европски прашања, а не дека тоа се случува во време кога Никола Груевски е премиер и другите министри се од другите политички партии. И јас мислам дека единствена реакција, прочитав или беше во Фокус или Коза Ностра објави, вели дознаваме Шекеринска ги има клучевите од владата и ноќе влегува и подпишува тендери. Коза Ностра беше тоа. Толку е смешно. Замислете, јас сум виновна за одлуки кои ги носи Никола Груевски или неговата влада. До толку моќни, за жал, не се граѓаните на Македонија. Добро, второто прашање околу... Тоа беше веќе видена кампања, истата мислам дека ја тераа прво во 2006 година. Се сеќавам тогаш ме обвинија дека парите од меѓународната помош, јас сум ги злоупотребувала, се закануваа со тужби. Тоа беше кога дојдовте на власт? Веднаш. Не, тоа беше веднаш кога председател на СДСМ, нападот на сите фронтови. И ја добија реакцијата не само од мене. Јас им реков, ако има едно документче, еден подпис, ја треба да бидам во затвор. И ве молам, дојдете уапсете ме. 8 години помина. Во тој момент главната реакција беше на сите амбасади во Македонија кои даваат меѓународна помош и кои ја кажа едноставната вистина, дека меѓународната помош тие ја плаќаат, а дека со владата само координираат во кој дел ќе биде таа помош, дали ќе биде во образование или во здравство. Вие чековите не ги подпишувате? Парите не доаѓаат воопшто во буџетот, барем во тоа време. Сега со ИПА е променето, меѓутоа во тоа време беше така, имаше Европска агенција за реконструкција која целосно беше посветена на тоа. Во 2011 тргнаа ваквите персонални напади. Каде сум живеела, сите роднини, дрва и камења, лага до лага во принцип. И јас тогаш, знаете како по нивните лаги не може човек да тера и секоја да ја демантира. Јас тогаш го направив она што и власта го прави. Реков, лажете, ќе ви поднесам кривична пријава. Поднесов втор пат кривична пријава за еден весник, кој што лажеше од прва до последна страница, и поднесов кривична пријава за еден ВМРО функционер. Весникот и функционерот како се викаат? Значи функционерот е тогашниот државен секретар за правда, а денешен министер за труд и социјална политика, весникот беше Вечер. Ниту едниот, ниту другиот не се појавуваа на судење. Замислете, судот тогаш кажа дека државниот секретар за правда година дена не можеше да го најде, дека немаат адреса и дека не знаат каде поканата да му ја врачат. Во меѓувреме се смени законот, сите тие пријави паднаа во вода и власта и нејзините провладени медиуми се излегоа чисти, затоа што не можете да ги донесете во судница и не можете да добиете судење честно и фер. И сега практично ова беше трета верзија на истите напади, ама во ваква медиумска клима тие велат, ја ќе ти фрлам тебе кал. 1 ден, 2 дена, 10 дена, а ти иди чисти се. И јас ги сваќам дека тие на тоа се навикнати. Оно што ние го правевме во пресконференциите беше нешто сосема различно. Не влегувавме во квалификации и не влегувавме во заклучоци. Само покажавме документи за тоа што потпишува актуелната власт и за тоа кој имот го крие актуелната власт. Имате ли бомба? Постаат информации во јавноста дека имате бомба од типот на Санадер во Хрватска. Имате ли бомба за крајот на кампањата да и покажете на македонската јавност некои нови документи? Знаете како, до нас во изминатиот период навистина стигнаа многу документи. Значи во почетокот од различни адреси. Еден дел од јавноста, јас претпоставувам и луѓе внатре во институциите кои ми е преку глава од тоа што секојдневно го гледаат,
видоа дека не калкулираме. И видоа дека не се плашиме и дека за разлика од медиумите кои што се уште под поголем притисок, може би преку нас може вистината да излезе на виделина. И стига, не можевме сите да ги искористиме, затоа што времето е ограничено, а медиумскиот простор е уште повеќе. А затрупани сте со документи? Сега, да не бидам толку визуелна во кажувањето, има документи. Се прашуваме дали треба уште да вадиме. Од јавноста знаете што вика, дури тие што не гласаат за нас. Па знаеме ние дека власта е корумпирана. Убаво е да видиме документи, убаво е да се увериме во тоа, ама не ни кажавте ништо ново, ти не треба да бидеш не знам како информиран да излезеш на улица ќе видиш корупција. Да, прашањето е дали имате нешто ново да ја понудите? Има документи, меѓутоа ние во моментов сме сконцентрирани на она што сакаме да им го понудиме на граѓаните. Мислам дека граѓаните чујат доволно и знаат доволно зошто не треба да гласаат за оваа власт. Она што треба ние повеќе да го сработиме и зошто треба да го дадат гласот за една нова програма, за еден навистина нов тим, нова екипа на луѓе и на еден нов пристап кон тоа како да ги решаваме политичките проблеми во Македонија. Со Стево Пендаровски тргнавме. Имате документи за државниот врв? Па сите документи се за државниот врв. Нема имаше еден период кога пирамидата на власта беше дека тие најгоре зимаат најмногу, ама пуштаат нешто и за овие доле. Сега мислам дека сите пари завршуваат во главата на рибата. Но велам, граѓаните очекуваат и аргументи дека ние нудиме нешто подобро. И нашата цел во оваа кампања ќе биде не да зборуваме за нашите политички противници. Тие нека се занимаваат со нас. Сака да кажете дека веќе не вадите документи? Ние само кажуваме дека ќе понудиме решенија за проблемите кои граѓаните ги чувствуваат. Еден од тие проблеми е корупцијата. Но единствен начин да ја решат таа корупција е да гласаат за некои други. Тие други треба и да се презентираат на вистински начин и да кажат дека реалните проблеми во државата, а не е само корупцијата реален проблем, невработеноста, лошиот стандард, можат да имаат решение и дека тие решенија ги имаме кај нас. Дека ќе им понудиме луѓе кои влеваат доверба, ама и политика која што ќе решава нешто, а нема да создава проблем. Луѓето чекаат одговор. Еве јас чекам одговор ако ништо друго. Ќе понудите ли уште по некој документ? Да ќе се сложите со мене дека сите карти во кампањата не треба да се отвараат првиот ден. Денеска е практично втор ден од кампања и има време за сето ова. Меѓутоа нема да ни биде главниот акцент таму. Тоа е напишана страница. Се знае дека корупција постои, дека корупцијата е во врвот. Она што се чека е дали алтернативата е вистинска, реална, нова и подобра. Имате ли бомба? Ние имаме. Се наоѓа. Се наоѓа, мислам, немојте ова ќе им отвори нова серија на спинови, на манипулации, дека зборуваме за бомби и за радикализација на состојби. Такви бомби во СДСМ не постоеле. Такви бомби ги пуштаат пред нашите штабови. И за жал МВР и ден денеска, после неколку недели молчи за тие бомби. Бомба, кога велам, мислам на информација и на документи кои би растресле, може би. Има. Добре, ви благодарам што бевте гост.